Драги приятели, отдавна се нямаме слушнато. По-точно отдавна нямаме търгувано преко видео, мое враќање. Вечер имаше много интересни работи, па се ми се дали да овде. Да го снимам видеото или не. Но крајот се одлучи. За разлика од прво што почнува со меѓународната политичка сцена, вечер ќе почнам со домашно соседната, зашто домашно соседната. Се работи за една оригинална работа на нашиот премиер Зоран Заев, кој игра во секој маџа сака да биде црвен пипер, но дали тоа Србија ќе му дозволат или не, знак прашање, за жал македонскиот народ му дозволи. Премиерот Зоран Заев им предложи на Србија косовското прашање многу лесно да го решат. А знаете како? Истоку преспанскиот договор. И за ова пишува српскиот портал Спутник, кој зборува за оригиналната идеја на нашиот премиер Зоран Заев. Но не треба да заборави дека ова му е втора грешка која може би Србија нема да му ја простат. Првата беше собирање на српската опозиција во неговиот кабинет, ако се добро сеќава пред 2 години, преди изборите. И само го пуштат да види до кај ќе оди. А кај нас викаат во туѓи гаќи не бркај, ти не знаеш што ќе фатиш. Тоа е негов проблем и не ви сакам, малку се насмеав кога прочитав текстот. Но ќе видиме што и како ќе се заврши. Повеќе интересна глобалната сцена, гледам сите портали пренесуваат за, ја би рекол, можната среда на 16 јуни помеѓу помеѓу претседателите на САД Джозеф Бајден и председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Зошто велам можеби? Кој ќе погледа, мислам дека и постира, можеби една недела има, текст за можните обиди на атентат на председател на Руската Федерација Владимирович Путин. Поточно во моментот во неговата осма куќа тоа е блокади, пречки, смрт, транзитираат многу планети, таму и Меркур ретрограден, Сонцето е. Јас и тогаш кажав, лично не му ја препорачувам средбата, он се знае, или бар во најмала рака да преземе дополнителни безбедносни мерки. Тука мора да се каже дека и кај Бајден исто не е многу поволно, особено еден ден пред тоа се состанува со Европската Унија, поточно со Германија, да се консултира тука нормално Франција, Макрон и така натаму, како да настапат. И со како да настапи, од ова среда многу има страшно пример Украина, зашто она е свесно дека сад веќе е време, ако сака Русија и Кина да ги одвои, мора да направи некоја сопка, значи многу од, да кажеме, санкциите што ги воведуваат на Русија ќе мора да прекинат едниот крак на Северен ток 2 заврши. Наскоро се очекува да се наполни со газ, значи тука веќе сад колку да воведува санкции се јаџаве. Но интересна работа поврзана со оваа тема, во Германија зелените на анкетите водат пред Меркел, не е чудо да формираат влада и да не ве чуди зашто лидерот на ДУИ вели дека ДУИ ќе стане зелена партија. Ве се шегуваат и бил тоа не. Бидејќи во Германија на власт доаѓаат зелените. Значи, демокрисијаните, начело со Меркел, Ангела Меркел, незиниот канцелар, најверојатно ќе земат политичка сцена. Знаеме дека Косово е дел на Германија, прво под диктат на САД, и они се поврзани, албанците се умен народ, не се како македонците се држат како след за САД. Гледа дека веќе во Германија демокрисијаните заминуваат, доаѓаат зелените на власт,
които бяха по-големи послушници на САД и они се връщат към зелените. А това е знак дека, значи, Али Ахмети, лидерът на ДУИ, кој рече дека стануваме зелена партија и индиректно им поръча на албанците, што не са мал број во Германија, а имат право на глас, да гласат за зелените. И да не се лајат со УЧК и НАТАНА, што нема врска со шума. Кој што реков, средбата можно е да биде одложена било што, да има мобилизација 2020, особено кај председател на Руската федерација, бидејќи се му е во 8 поле, иако и се положба, каде го може би доведат блокади во врска и со кариерата, со работници треба да обрнем внимание, а ка Бајден може би ликвидација и да се оптужи Русија за тоа, бидејќи, не знам која логика, он еден ден оди пред тоа со ЕУ да преговара, ствари да одржи соцена да преговара, ќе преговара со Русија. Ова среда внимателно е следа и Кина. Зошто? Значи, САД за да ја одвои Русија од Кина, ќе мора да и прави некои отстапки на Русија, па може би некои повлекување на санкции и така и натаму, прашање дали Русија тоа ќе го прифати инаку Русија во моментот е подготвена за отворен конфликт и војна со САД. САД тоа знае, а нема ќе тоа да го направи. Владимир Путин, председател на Руската федерација, отворено и покажа злаби на САД и кажа да не се меша со работите. Особено последните санкции, ова што го прават САД, си окопат гробот самите, значи пропаѓаат во жив песак, они економски ќе пропаднаа. Короната најмногу кај ни поднеси жртви, штети и така натаму. Не ќе видиме што ќе случи. Иначе, кој што реков, планите не ми се опаѓа да следва, кажуваат на можни блокади, пречки, одложување и така и натаму, но дали ќе се одложи, што и како ќе биде, ќе видиме. Но без разлика на сето тоа реков дека Кина очекува нестрпливо, инаку не минува конфликт меѓу Кина и САД, но зашто се двоуми Кина? Кина има многу инвестиции во САД. Меѓу другото е купи чикашката берза и многу брендирани фирми, а во меѓувреме Русија почна да се ослободува од доларот. Прво имаше замисла целосно да го исправи од употреба, значи да бара плаќање во злато или во евро, зависи кој што има. Но од друга страна, после тоа ќе удри навалку го направи нож во грб на Кина, кој во момент, може да каже економски завоја, не знам колку е партнер, бидејќи петрам дека може би Кина има повеќе долари од самата Америка, бидејќи нон-стоп она купуваше државни записи од САД, значи она со нивни пари купи чикашката берза и многу брендирани фирми. Значи доаѓа до делоризација, доларот пропаѓа и самите знаат дека за едната цена треба да држи инфлација и затоа Русија се ги ослободува државните резерви што се во доларот целосно, но не значи прво мислеја да не тргуваат повеќе во долари, но сепак се одлучија при продажба на газ, нафта да се тргува и во долари, но не и да се чува во државните резерви. Државните резерви ќе се чува злато, кинеската валута, јенот мислам дека беше, или јуанот, се ги мешам се понска ќе ми просете, и еврото, иако и еврото се пече се без покритие како долар, но ќе видиме што ќе случи. Значи, интересен период, јуни ќе биде за сите, па и кај нас ќе се одрази нормално домашната политичка сцена. Инако, на опозицијата е бидел еден совет, ако сакат некој да дадат на власт, или било кој да даде на власт. Јава во многу мои така јавувања кажал дека земја што ќе се врзе со Русија ќе биде на власт следните, партија што ќе се врзе со Русија ќе биде на власт следните 20 години. Но тоа не значи за малите партии. А големите партии веќе праќат емисари, тоа Мицковски не го забележува. Само еден пример ќе ви кажам дека сум во право.
примерно Заря протера дипломат по наредба на Запад. Но вероятно пред да го протера се слушнал со Русиве, бидејќи Русиве дали забележат не протера македонски дипломат, ако протера автоматски требаше амбасадата се затвори и од друга причина протера. Не само тоа. Последните генерации ќе се потсети дека нашата градежна индустрија работеше во Русија, во арапскиот свет и не сврстанија. Нека ми каже еден кога имала директно линија за работници за било кое, до Москва никош. Сега има директна линија Москва-Македонија. Значи, оно што јас му кажа, во моите низи се остварува. Јас се кажа дека мечката, поточно Руската Федерација, има сајно шепата врз Србија и врз Македонија. Не знаете колку одработува и Заев и Вучич за Запад, се заудно. А некој кој сака да дојде на власт, не може да дојде на власт ако има исти господар со позицијата. Значи во моментот Калето владе и со СССР и со ВМРО. Браќа, значи да се понудиш ти да владееш на некој, вместо тој што е на власт, треба да понудиш дека подобро се извини ќе уволиш оно што не треба, издумните гласови. Значи во секоја држава нормална, да се дојде на власт се зива спротивната страна, значи спротивната голема сила, значи со повеќе не е хегомен, има повеќе велесили, меѓу војна е Русија, економска е Кина, сад е војно под Русија, а економски под Кина. Па размислите, мислам, зварно протичар тие они. И лидерот на позицијата и на опозиција се донесени од Запада, така да не верувам дека ќе сменат нешто тоа. Иако мора да кажам многу поитарен лидерот со Самозорон Заев, без разлика колка штета направи на Македонија. Или на 200 случаи, не знам, веројатно тоа го забележали и на Калето. Но ќе видиме што ќе се случува. Но факт е, партија која ќе се врзе со Русија ќе владе следните 20 години. Во сад се очекува инфлација и пропаст, распад, па точно кажано и председател на Руската федерација Владимир Путин го кажа, сад се очекува судбина на СССР распад. Бидејќи не случајно Русија го смени уставот и стана вистинска Руска федерација, го избиша членот кај што можеше секоја република да има право на самопредуване од цепување, што го имаше и Југославија, а која прескапо не чинише распад на Југославија. Повеќе тоа во Русија го нема. Но затоа во САД го има, како се вика, Соединените американски држави. Значи секој има право да се поје. Тоа го има и Германија, тоа го има и Франција, човече. Шпанија. Значи целиот запад се состои од мали републички. И затоа, иначе Југославија, да се разберем уште да ви кажам, не започна 90-та, не. Југославија започна распад на Југославија 1974 година со уставот каде Србија се подели и се автономни покрајни се прогласија Косово и Војводина, а интересното е устав Тито, знаеш дека тој ќе донесе до распад на Југославија. Не го подпиша, него го подпиша нашиот Киро Глигоров и Мика Шпиljak. Драги пријатели, посако убава ноќ, убав сон и убава престана недела. И памет у глава, не голтате со жакано. Не са попаметни од вас, тие што ви го кажува тоа.